Да ве опитам една народна загадка, може ли? Не ли ова шоу го правиме за обичниот народ, па редно е со него да помабетиме малку, нели? Загадката оди од прилика вака. Гатанка, значи. Ога него гори, куршум него бие, сабја него сече. Што е тоа? Што е тоа? Хајде да видам дали сте интелигентни, дали имате IQ ко Талат Ајнштајн, Не само да ви јадат гураби како сте имале коефициент на интелигенција како собна температура. Ајде бе, мислете малку, мислете, Што е тоа? Куршум него бие, сабја него сече, оган него гори. Ајде. Да чуем. Како? Кој рече таравари? Можда сте глупи, ама смисол за хумор имате за чиста десетка. Таравари, оган него гори, куршум него бие, сабја него сече. Бе, сладко ме изнасмеавте. Македонецот секојаш има чувство комедијата да ја поврзе со политика, откако политиката животот му го направила комедија или трагедија, исто вие. Просто ми се плаче кога ќе видам колку е смешно или глупо. Таравари, бе! Кај ви текна да сивете векот, што би рекле прилепчани, бе? Не, бе, таравари, бе. Иако има врска тоа со куршумите, нели му пратија еден куршум како честитка за 2 февруари, му го оставиле тама пред врата и тоа од негов близок. Убаво се вика, ако не ти го задене близок, нема кој да ти го задене. Има логика близок да ти го задене. Па бидејќи е блиску, нели? Од блиску може да ти го задене, не може да ти го задене ако е на километар од тебе. Од блиску ти го става, ти го заденуе. Таман работа некој тамо од Зубовце да ти го задене. Ема некој тука од Джепчиште може да ти го задене, од Липково да ти го задене, од Тетово да ти го задене, од Гостивар тука што ти е комшија да ти го задене. Има 170 километри пат унајава и уште да ти го бапне од Охрид. Не може од Охрид да ти го бапне. Затоа на таравари близок му го бапнал. Куршумот пред врата, мислам. Така барем вели македонската способна полиција. Тука таравари, нека почека малку да видиме што е тоа. Оган што него гори, куршум што него бие, сабја што него сече. Па лед, бе! Мраз, замрзната вода. Вода во 3-та агрегатна состојба. Нит можеш да ја запалиш, нит можеш да ја продупчиш, нит да ја исечеш. Ама буквално, бе. Нели? Сега да се вратиме на тараварчо наш, големаш, кметот на Гостивар. Некој му го бапнал куршумот пред врата, што по сите мафијашки символики значи дека некој му се заканува со ликвидација. Тоа е така. Така е барем во мафијашките филмови. Или те ставаат куршум пред врата, или исечена коњска глава у брачен кревет. Али тој не е прв случај. Па сега ја прашувам. И се прашувам. Како така мафијашко понашање кога во Македонија нема мафија? Од каде би им текне вакви мафијашки символи, во Македонија нема мафија? Како вели онаа поговорка на секоја држава си има своја мафија, само во Македонија мафијата си има држава. Тука има нешто. Ама тоа било европски, така било во Европска унија. Ако некој ти мрчи, ти закачи му го. Мислам, куршумот пред врата. Бе, па ти вие само па се ако кажам закачи го, задени го, забоди го, само на секс мислите. Ама во Европа изборите се обично мирни. А кај нас, бога ми, за наредниве избори има најава по ова чаршијава, нали, дека овие избори ќе бидат касапана, крв до колена. Дека ќе има и кур до колена. Едниве што нема да сакаат да си одат на власт, ќе им ебат мама, на другиве што сакаат да дојдат на власт. Ама и овие што сакаат да дојдат на власт не се глупи, па ќе се ги викне другарчињата од Козоебинава сите да дојдат тука, што трае на гласање, што за полнење кутии, не пиперки, што за учество во непријатни активности по својот противник.
Дури ме фаќа носталгија по некои минати изборни циклуси пред 20 на години, кога за секој избор имаше по неколку жртви, нели, курбан, што да така. Буквално го дадоа животот за развој на демократијата во Македонија, која за жал дојде, ни влезе по американски онака, здраво ни влезе, и се фузираше со нашиот прекрасен менталитет, зачинет со менталитетот на косоварите и од Албанија, со цел за поуспешно креирање на идниот парламент и председател у своја корист. А кога се вели своја корист, тоа е, нали, беззаконие. Баш и бозу, корупција, мито, тендери, двојазичност, со тенденција да биде еднојазичност, криминал, кражба и по некоја изворна песна испеана во кабинетот на Голуби. Или може да се каже спортскиот музички центар Голема Албанија, креиран во центарот на градот, каде што можете да добиете проект или работа, ако сте само албанец. За да остане тој систем во функција, Таравари го доби куршумот за подарок. Не дека е некоја цвечка за мирисење далеку од тоа, и он прди во исто бури со Дуи, ама ќе го третираме ко млада невеста, се уште неопалена. На целиот метак у петак, Таравари остана мртовладен ко коцка мраз, што уште еден доказ дека старите поговорки функционираат. Значи, не се уплаши ниту од оган, ниту од куршум, ниту од сабја, им одговори на душманите. Промените започна и никој ништо не може да ги врати. Пуцајте, ја још увек држим час. Ој, леле, се заебав, тоа беше од една друга песна, многу поголема и похеројска за вистински херои, а Таравари само се обиде да глуми херои. На истите оние со кои до вчера заедно мезеше суџук у влада и пееше патриотски песни за Косово и Билбилјот. Затоа, друже Таравари, немој нас со тие куршуми, немој, бе. Сме гледале многу филмови со мафијата и државата, кај што се да различни страни, за разлика од оваа вашава, тоест нашава. И ако сакаш часови по глума, слободен сум у секој петок од 12 до 3. Шо од 3, бе? Ај, си знаеш ти. Држава која е сред војна, опустошена, поделена, која има 15 милиони бегалци во ЕУ и светов, која е пред тежок воен пораз, која загуби 23% од територијата кои никогаш нема да ги врати, која уште кој знае што ќе загуби, доби зелено светло за преговори со ЕУ. А ние добивме еден Дик Трейси. Дик Трейси во ладна вода. 8 дел. Ама ние сме навикнати на Дик Трейси. Уствари, ние го лапкаме Дик Трейси. Си го лапкаме Дик Трейси. Трајси. Европа ни го начука Дик Трейси. Дик Трейси до крај. Немиен. Кој знае по кој пат. И така, СДС кој што смени име на државата, кој што договара со Бугарија по бугарчување на македонскиот јазик и историја. Дик Трейси. Договара промена на име на јазик само за влез во ЕУ. Беа во Брисел, се вратија со купус кисел. Па добро, сега не баш што се вика со празни раце, баба ми викаше кој ќе си га бара, тој ќе си га најде. Се вратија со еден поголем компир, очите да ти истечат колку е голем. Многу е голем. Не требаше да спомнам Дик Трейси. Или не беше компир? Абе, битно на... битно на К беше. Јебика. Стариве знаја многу животни мудрости. Нараво учение, не е опозицијата виновна.
таче, туку работата е во тоа што предавниците никој не ги почитува баш заради тоа што се спремни на секое предаство за да остварат цел и да останат на власт. Предавникот на крај е секогаш презрен од неговите работодавачи. Ќурко една американска! Така ти тепам, од мило ти га викам вака. Повелем срам и дебакал од овој не можевме да доживееме. Таче после ова треба веднаш да си дадеш оставка. Ама нема да дадеш. Ти не знаеш што е морал и доблест. Ти всушност не си ни политичар, не си бил во кампања, не си имал програма, ти си клон на Заев. Дик Трейси! Тоа е таа струмичко-кумановска врска. Тоа е еба мамата на Македонија, селјаци и селјоци, ама за испомпување пари од државата сте цареви, посебно со косовариве у тандем, и за правење на голема држава, ама не наша. Автопат кон Албанија, 1.300.000 и тунел кон Косово, 200 милиона. Трансферзала криминала. Или трансферзала голема Албанија без Македонија, пардон, северна. Сите од СД заслуживте колективен презир и плукања, меби квиснишки. Вас всушност ве боли патка, се враќате пак на своите плати од 150.000 денари, додека ние ги броиме ситните пари денеска за лебот од 43 денари. Си викате, битени датумни преговори, само ние да муземе и да лапаме, она што ќе остане од дуи, нели? Ете ви ја вашата ЕУ превртлива, злобна и лицемерна. Какви реформи, какво судство, какви бакрачи, бе. Таа ЕУ прави како што ќе им кажат сад, тие се главните ебачи на ситуацијава. Секогаш кога има добра ситуација за Македонија, тие го ебат моментот. Ова е познато од корпоративниот свет што тие го измислија. Тоа се сад, бе. Нашите сојузници што ни го сексаат, мадарфакерот на 30-33 години веќе. Ама вие како познати пуси сингер, само дувате и лижете. Балек пуси, смели пуси, вакви пуси, онакви пусис. И чекате да прсне солениот салеп. Што не ги прашате сега зашто седат на страна и фаќаат сеир додека ЕУ и Бугарија ве тртат каде стигнат. Ги заболе тој диктор. Дик Трейси ги заболе нив за нас. Истиот оној Дик Трейси што го лапнавте у Брисел? Лапни си Дик и Трейси! Влада на Република Северна Козебина.